Фекалии, отпад и шут собира реката Тополка минувајќи по селата Дреново, Горно и Долно Јаболчиште, бидејќи таму канализација нема. Огромна количина загаден материјал со неа се влеваат во Лисиче, од каде велешани пијат вода. Според анализите на Заводот за здравствена заштита во Велес, отровни материи во акумулацијата веќе се насобрале. Органските соединенија во контакт со хлорот, кој што се користи за хлорирање на водата, градат сложени соединенија, не ме држете точно за збор, не сум хемичар, се викаат трихлорометани ми се чини, тие се канцерогени. Ова е проблем на двете општини, Чашка во која се наоѓа акумулацијата и Велес, чии граѓани пијат од водата од нејзе. Според велешкиот градоначалник мора итно да се реши овој проблем. Мораме час поскоро да отпочнеме со изготвување на документација на ниво на студија, која што ќе ни покаже колку населени места, каков тип на отпадни води има таму и конечно да го предложи моделот како сето тоа да се реши. Со ова се согласува и градоначалникот на Чашка, според кој најдобро решение би било да се изгради колекторски систем. Само колекторски треба, не гледам зашто би требало прочистителна станица. Колекторски значи отпадните води кои што ќе доаѓаат, ќе се прочистуваат и влегуваат чисти во езерото. А потоа секако си има овде прочистителна станица во Велес. Сепак никој не открива за колку време и од каде пари за да се реши овој проблем. Раководството на хидросистемот Лисиче веќе планира од буџетот за следната година да одвои пари, но сепак помош ке бара и од други институции. Оттаму смируваат дека состојбата не е алармантна. Тоа би било проблем на долгорочен план. Пак ќе потенцирам дека моментално и на еден подолг рок ќе има квалитетна вода за пиење, тоа го потврдуваат сите анализи. Инаку во трите села живеат повеќе од 4000 жители кои чуваат речиси 6000 грла стока. Повеќе од 55.000 велешани пак пијат вода која градското комунално претпријатие Дервен ја купува од државното Лисиче.